Не ми сакам да имам таков контакт со нив. Впрочем, сами си се вели што добила таква инфекција. Ова сумирана со одговорите на луѓето кои што не сакаат да зборуваат и да размислуваат на темата ХИВ. Се ова има и име, се вика предрасуда. Предрасудите постојат и тоа е факт. Веројатно датираат од периодот пред некои 25 години, кога диагнозата ХИВ, односно може би СИДА, значеше сигурна смрт. Премињата се променија. Сега е веќе позната антиретровирусна терапија, со која што може да се живее обичен, нормален живот, активен социјален, може да се има активен сексуален живот, може да се имаат дури и деца кои што ќе се родат без ХИВ. Големи се шансите за тоа да се случи. За се ова ќе дискутираме на денешната средба со вас, организирана од Сдруженијето Заедно посилни, бидејќи сметаме дека со информираност најдобро се уриваат бариерите, предрасудите, стигмата кон ова прашање. Во Македонија живеат лица со ХИВ. Тие примаат редовна антиретровирусна терапија, како што кажат, живеат со тоа. Ретко или речиси никогаш не го откриваат својот ХИВ статус. Кои се прашањата кои што тие ги имаат кога прв пат ќе влезат во ординацијата и ќе слушнат дека се ХИВ позитивни? Кои се прашањата кои што потоа следуваат во месеците понатаму? На овие прашања, а и на вашите прашања, ќе одговори доктор Милена Стевановиќ од Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби. Добро вечер. Ја не знам колку ги следите нашите активности со ХЕРАВ, нек сега со Заедно посилни, ама да знаете дека секојаш мине најтешката задача ми паѓа. После писање треба вашето внимание да го задржам и вака да, извинете, ма морам вода да земам, да ви ги објаснам работите што се случуваат во Македонија.
И би сакала да почнам со незиното прашање. Дали навистина луѓето прават глупости и тоа е причината зашто се шири ХИВ? Верувате ли вие во тоа? Никој нема? Јас морам да признам дека делумно се согласувам со овој став. Но навистина само делумно, заради тоа што факт е дека денеска, од крај на 2013 година, знаеме дека ХИВ предизвикува болеста која може да има сериозни последици ако не се лекува. Знаеме дека како да ја спречиме? Многу едноставно, достапно, ефтино, не треба знаеме. Имаме достапни тестови, кои исто така многу лесно може да ни помогнат навремено да се тестираме. Навременото тестирање значи навремено откривање на инфекцијата. Навременото откривање на инфекцијата значи навремено лекување. Доброто и ефикасно лекување, од друга страна, значи минимизирање на ризикот од ширење на инфекцијата понатаму. И да, ако овака едноставно ги се гледаме работите, навистина некои луѓе прават глупости и се инфицираат со ХИВ. Но поголемиот дел од она со кој јас не се согласувам, зборува фактот дека во целиот свет инфекцијата и понатаму се шири, значи работите не се така едноставни и некаде секако грешиме. Што се случува во Македонија? 169 лица на луѓе кои живеат со ХИВ од почетокот на инфекцијата 87 година. Овие податоци се до 2012 и јас ќе оставам простор да наскоро податоците за 2013 година ги дадат колегите од Институтот за јавно здравје. Но се следи пораст на инфекцијата. 169 и не е нека бројка, може би за некој кој живее во Джакарта, кој живее во Америка, кој живее во Англија. 23 новооткриени пациенти во 2012 година е најголемиот, највисокиот број од изминатите. Значи континуирано ширење на инфекцијата. Мене овие бројки ме плашат. Овие бројки треба сите да не плашат и треба сериозно да не наведат на размислување што правиме и каде грешиме во превентивните програми. Оваа држава има организиран стратешки пристап кон преземањето на превентивните програми. Прави истражување и направила истражување повеќе. И на следниот слайд можеме да ги видиме начините на пренос на инфекцијата и каде лежи, во која грмушка лежи зајакот, каде лежи проблемот во Македонија, а тој токму сексуалниот начин на пренос на инфекцијата. Ние сме држава која од 87 година ги има воведено програмите за намалување на штета од користење на дроги. Игли шприцави, чисти, се собираат стари, се даваат нови, уште до 97 година. Не беше тешко почнувањето, не беше лесно почнувањето на овие програми, но успеа активистите да ги почнат, да ги развијат и да тие ден денеска трајат. Јас верувам дека во добар дел превенцијата помеѓу корисничката популација ја игра својата улога и бројката на корисници на интравенски дроги инфицирани со ХИВ е многу мала. Но што правиме помеѓу хетеросексуалната популација, што правиме помеѓу МСМ популацијата, односно што правиме кај високоризичното сексуално однесување. Дури и бројката на инфекции пренесени од мајка на дете е зголемена во 2012 година за еден. Истражувањата што велат? Стратешките принципи на научниците и на здравствените работници кои работат на полето на ХИВ, во кој дел, во која група сум била и јас, а поради тоа мотивирани пак од знањата и искуствата на луѓето колегите кои од светот кои имаат далеко поголемо искуство и знаење од нас во оваа проблематика, не наведе да токму активностите и истражувањата ги направиме во така наречената популација од висок ризик. Да ги дефинираме. Ако популација од висок ризик е МСМ популацијата, ако популација од висок ризик се интравенските корисници на дроги и ако популација од висок ризик се сексуалните работници, не значи дека секој припадник на оваа популација е во висок ризик. Само оние кои ризично се однесуваат се во висок ризик од ХИВ инфекцијата. И сите наши истражувања беа насочени токму кон оваа популација. На жалост,
нашата земја нема спроведено истражување помеѓу хетеросексуалната популација и ние не ги знаеме ставките на ризичното однесување помеѓу хетеросексуалната популација, па не можеме на жалост ниту пак да ги споредиме. Во неколку наврати се правени овие истражувања, 2005, 2006, 2007 и последната 2010-2011 година. Првите три истражувања, базирани на резултатите кои ги добивме во истражувањето, препораките беа едноставни. Сексуално образование во училиштата, основните и средните, и кадар обучен, соодветно обучен кадар кој ќе го спроведува сексуално образование. Рационално, да. Децата не знаат, имаат предрасуди, нема каде да прашаат, логично и да не знаат, но каде е рационалност? Денеска, барем по изјавите на одговорните за образование во оваа држава, сме корак наназад од било кога и да е до спроведувањето на сексуалното образование во училиштата. Последното истражување кое пак е направено конкретно помеѓу МСМ популацијата, зборува и дава резултати кои се полоши од претходните. И се поставува следното прашање: зошто? Ако во 2010-2011 имаме се, зошто се тие полоши од претходните? Што се сменило? Велат дека намалено е просечното ниво на едуцираност, што тоа би значило. Нема разлика во процентот на лицата кои знаат што е ХИВ од претходните истражувања, но пак се зголемил процентот на оние кои се убедени дека ХИВ инфекцијата е болест излечива и дека постои вакцина за неја. А тоа се мои големи желби за скора иднина, но се уште се само желби, неостварени. Загрижува фактот дека голем процент од популацијата не користи заштита при сексуалните односи, а оно што највеќе ме загрижува е само 15% од популацијата, многу помалку од претходните истражувања, прави ХИВ тестирање. Зошто е тоа така? Што допринесува до тоа? Државата обезбедила бесплатни тестирање. Тестирање можете да направите и вечерва, надвор од нашава сала, после евентот ќе има бесплатно тестирање во мобилните комбиња. ХИВ тестирање можете да направите во здравствените институции, центрите за јавно здравство. ХИВ тестирање можете да направите на клиниката за инфективни болести. ХИВ тестирање можете да направите во Сакам да знам, во амбуланта, достапно, близко до популацијата. Мобилните центри, во соработка со невладините организации, апсолутно стига до најдалеку досечните и најсокриените популации. Но сепак луѓето се уште не се тестираат доволно. Луѓето се плашат. Што се најголемите стравувања? Дали можете да претпоставите што се главните прашања на еден ХИВ позитивен човек кој ќе го добие својот ХИВ статус? Мислите дека првиот страф е ХИВ, болеста? Не. Најголем процент од нив се плашат. Сега ќе мислат дека сум геј. Сега ќе мислат дека сум неморална. Сега ќе мислат дека сум проститутка. Тоа се главните стравови. Тоа се поголемите проблеми што луѓето ги имаат отколку фактичката здравствена состојба и оно што понатаму следува. Со други зборови, дискриминацијата, предрасудите, стигматизирањето на сите оние другачи допринесува да луѓето се кријат и да не се тестираат. Ова се бројките за тестирање. Првите 100 тестови направени далечни 86-87 година. И ако се размислите, сигурна сум дека знаете дека ХИВ инфекцијата почнува изборувањето околу нејза, констатирањето на ХИВ како проблем во раните 80 години, 81-2 година. Значи Македонија, далеко од целиот голем и развиен свет, само после 5-6 години ги добива првите пациенти, ги добива првите инфицирани луѓе. Да, тоа биле луѓе кои биле хемофиличари, кои биле добивале различни крвни деривати во тек на за нивно лекување и тука е пресечена приказната. Третманите се ставени под контрола, крвта е ставена под контрола, редовно тестирање, редовно обработување на сите крвни примероци,
повеќе хемофиличари, веќе хемофиличари немаме, нити пак корисници на крвни деривати немаме како пациенти. Но затоа, 25-6 години до 12-та година, тестирањата, ќе кажете, вау, 18.700, 18.800 направени тестови во последните години. Мислите дека е тоа успех? Не. Тоа е само 0,15% тестирано население од Македонија. Премала бројка на истестирани луѓе, премала бројка за нашите амбициозни ставови и констатации дека Македонија е земја со ниска преваленца на ХИВ. Пред нас се уште многу тестирање, пред нас се уште многу научни истражувања за да констатираме да имаме оваа констатација. И да не заборавате, епидемиолозите при секое свое излагање велат: го гледаме само врвот од сантата лед. Очите ни допираат само на врвот. Што е во длабочината на морето? Не можеме да знаеме. И повторно, зошто не се тестираме? Следниот слайд зборува за нешто што е можеби и најтешко достапно. И ние имавме доста проблеми во обезбедувањето на нешто што се вика терапија, на нешто што се вика лек. Денеска достапно во Македонија. Не само денеска. Од 2005 година третманот е достапен за ХИВ инфекција, така наречен антиретровирусен третман е достапен во Македонија. Обезбедува живот, обезбедува здравје, обезбедува добро здравје и дава можност на секој ХИВ инфициран човек да го живее животот со добар квалитет и да ги реализира сите своји планови и перспективи кои ги имал претходно. Обезбедува, многу битно, максимална превенција. Со самото намалување на количината на вирусот во крвта на пациентите, чија задача е антиретровирусна терапија, се минимизираат шансите за пренос на инфекцијата од еден на друг. Било кој пат. Демолам назад уште еднашка слайдот. Оно што е многу битно, многу забележително на овој слайд е следното. 89, 90, па се до 2004 година. Во соплавите столбчиња се означени новооткриените пациенти со СИДА. Црвените столбови ги означуваат пациентите кои починале во таа година од СИДА. И погледнете, колку диагностицирани во една година, толку починати. Ако случајно следната година, во една од годините е помал бројот на починати, веќе во следната бројот на новооткриени е помал, а се зголемува бројот на починати. И така до 2004 година, каде што новооткриените пациенти ја добиваат битката со времето, кога 2005 ја почнуваме антиретровирусната терапија. Натаму продолжува рапиден скок на останување живи пациенти и многу помал процент, многу помал број на луѓе кои починуваат. Нажалост, црвените колумни се до 2012 година се уште присутни. Зошто е тоа така? А да имаме терапијата. На голема жалост, и покрај достапното тестирање, и покрај достапното лекување, се уште прекасно тестираме. Се уште предоцна ги откриваме нашите пациенти. Тие починати пациенти се пациенти откриени во терминален стадиум на болеста, момент од каде што нема назад, каде што враќањето е навистина многу тешко. Повторно, зошто не се тестираме на време? Дискриминацијата, стигмата, предрасудите се нашата нерационалност. Денеска сведочиме, тоа е моје лично мислење, не знам вашето, на глорифицирање на традиционални вредности, што и да тоа треба да значи. Јас ја почитувам религијата, верувам во својата религија, носам Богородица на вратот. Сум жена која сака да биде сопруга и мајка и се надева дека ќе успее. Не гледам зошто и веројатно за тоа дел од традиционалните вредности, но не гледам зошто знаењето и информирањето не треба да биде дел од традиционалните вредности. Не гледам зошто оние кои не ги имаат моите верувања и моите желби треба да ги дискриминирам, стигматизирам или било како негирам. Во текот на, барем колку јас активно сум вклучена
во оваа проблематика на ХИВ од превенција па до третман, помина доста години. Барајќи и спремајќи оваа кратка презентација, направив, ги собрав сите, барем оние кои успев да ги најдам из годините, постери и мота под кои сме ги воделе нашите кампањи. 99-та важеше за една од најголемите кампањи. Секако дека далеко претходно имало многу активности и многу одбележување на 1 декември, но сметам дека ова е една од првите најголеми активности. Сме крстиле не бира по име, бира по неинформираност, 99-та година. Следната, исто така сме се осврнале на нашите незнаења, на нашата неинформираност, обидувајќи се информацијата да ја пратиме до секој еден, да разбере. Брошурите сме ги принтале на различни јазици, во различни формати, наменети на различна популација, се со цел секој еден човек да ја разбере информацијата која ја праќаме. Вели, користи ја главата, користи заштита, користи ја вистинската глава. 2001 година, кампања која прв пат се свртува и кон другите. Прв пат се прашува, не ми е sejedno мене, а тебе? Не ми е sejedno некој мој близок да биде ХИВ инфициран. Свртете се околу себе. Вклучи ги сите следната кампања 2002 година. Не може да се напише хуманост, не може да се напише солидарност, не може да се напише љубов без буквите Х, И В. Повторно се вртиме кон луѓето кои живеат со ХИВ, повторно адресираме на дискриминацијата, повторно апелираме дека не смееме да бидеме дискриминирачки ориентирани. Следните неколку кампањи се од млади луѓе, деца, школарци, кои учествуваат на превари и конкурси со нивни идејни решенија за кампања. Еве една млада девојка вика, нека не води разума, не ветер. Мислам, Нина, да. И кога брзаш, заштити се. Биди подготвен, имај резерва, кажува младите луѓе. Се уклучивме на светските кампањи. Баравме да не се врти грб кон проблемот. Иако се 23 случаја, тоа не е бројка на која треба да го свртите грбот. Е бројка која треба да разберете и да сватите сериозно. Бројка која не смее да биде надмината следната година. Дали ќе биде тоа случај, ќе видиме наскоро. Баравме одговорност, баравме да се превземе водство, да се одржи ветувањето, да се прекине ширењето на ХИВ инфекцијата. 2007 година. 2011 година повторно се апелира кон стигмата, да се намали, да се прекине предрасудите, да се намали стигматизирањето. ХИВ не засега сите, тестира се за ХИВ, подржи ги лицата кои живеат со ХИВ. И тука прв пат, после многу години, се вклучува една млада група на активисти кои живеат со ХИВ. Онака срамежливо, со страв, позади името на Хера, за да во 2012 година прв пат застанат позади еден многу голем мотор, што значи, што ако беше ти ХИВ позитивен, заедно посилни, после 12 години од почетокот на кампањите во оваа држава, успеа да смогне храброст. Уште колку пати по 12 години ќе ни треба да смогнеме храброст и да кажеме дека ни е неопходно сексуално образование, да кажеме не знаеме доволно за превенцијата од ХИВ инфекција, кажете ни како, ги почитуваме традиционалните вредности, но тие не се доволни да знаеме се и како да се заштитиме, како да го сочуваме собственото здравје. Последната кампања, на заедно посилни, да ги симнеме предрасудите. Јас ќе ве замолам и ќе побарам ствари од вас, нема да могам. Да ги еволуирате. Да ги еволуирате своите знаења и своите ставови, да ги тргнете собствените маски. Само така ќе помогнете на луѓето кои живеат со ХИВ да ги симнат собствените. Тоа се луѓето кои се грижат за собственото здравје, тоа се луѓето кои се грижат за здравјето на сите нас околу нив. Ви благодарам. Имаат прашања, тие можат да ги постават во онаа мобилна лабораторија надвор на Хера
Таа ќе биде тука од 21 до 22:30 и не само прашања, тука секој кој што сака може да се тестира. Доколку се уште размислувате вечерва за наредните 5 дена во рамките на Европската недела на тестирање, може да го сторите тоа. Значи, во Младинскиот центар сакам да знам, водно стара амбуланта секој ден од 15 часот до 20 часот. Мислам дека е корисна оваа информација. Сега ќе одиме на нешто друго. Речи си, секаде во светот јавните личности се оние кои што ја водат битката против предрасудите кога е во прашање и кога е во прашање сида. Може би најдобро ќе биде да се послужам со еден пример. Примерот со онаа кошаркарска звезда, сигурно сум дека се сеќавате, Меджик Џонсон. 1991 година тој излезе и јавно кажа дека има ХИВ. И сега што е толку важно со тоа? Таа година забележан е рекорден број на луѓе кои што излезе и се тестираа после тоа. Тука ќе завршиме пригазната со Меджик Џонсон. Знам дека нема јавни личности со ХИВ кои што излегле јавно да го кажат тоа. Сепак има јавни личности кои што се спремни без предрасуди да излезат и да зборуваат отворено за овие прашања. Неколку од нив денес се тука за нас и ќе земат учество на панел дискусијата која што следува. Ќе ги поканам Петар Ѓошев, радио и ТВ водител, Живко социјален работник и советник за ХИВ. Да ни треба на некој оваа маса. Докато сакате, еве може да земете. Да. Цело време дискутираме за предрасуди, за стигма, сето она кое што се врзува не само кај нас, секаде во светот со ова прашање. За самиот почеток, еве, ќе почнеме значи со Румена. Зошто волку стигма околу ХИВ, околу СИДА? Па вака сега, значи, ќе почнеме со општо познат факт дека ХИВ инфекцијата и СИДАта како болест е една нова инфекција која што не 30 на години позната во светот. Не зборуваме за нешто што е 130 години, не, веќе треба да знаеме се. Со самото тоа има многу големи непознавања за начините на пренос, предрасуди како се пренесува, па дури доволни информации со кои што ги земаме со доза на скепса. Сето тоа секако нели води кон осудувачки однос на луѓето, сето тоа води да луѓето сметаат дека ХИВ е нешто што е и факт е дека е животно загрозувачка, меѓутоа не е како порано, не се умира толку брзо, а таа информација луѓето ја немаат. Уште повеќе ХИВ и СИДА се поврзува со сексуалниот начин на пренос, кој што во многу општества, па и во македонското, како што веќе ја спомнавме, е осудувачки, односно табу тема за која што ретко се зборува. Поврзувањето исто така со некои однесувања како што е сексуалната работа, хомосексуалноста, промискуитетот е дополнителен товар што ја пратат оваа инфекција. Неретко и самите луѓе кои што живеат со ХИВ себе се сметаат како казнени затоа што ја добили инфекцијата, затоа што имале неморално однесување, нели? И со самото тоа не можат да се отворат и отворено да зборат за ХИВ инфекцијата. Кристина, истото прашање, но ќе те прашаме на што помислуваат според тебе луѓето кога некој ќе им каже дека има ХИВ? Која е нивната прва мисла? Најпрво да почне дека од тоа дека живееме во Македонија, земја која што е склона да дискриминира по секакви основи. Значи ние сме тука во Скопје затворени во еден круг. За среќа јас имам можност, јас потекнувам од Неготино и сум имала можност постојано патувам низ провинција, настапувам, се среќавам со такви луѓе. Значи во 99% од контактите со луѓето, односно од населените места, да си различен, не зборам да си ХИВ позитивен, да си различен, веќе си отфрлен од околината. Значи, таму е најдобро да се истрпат другите и тоа е тоа. Да почнеме од тоа, да.
А веќе кога зборуваме за една ваква тема, луѓето на прво место воопшто не сакаат да знаат. Мислам, тоа можам, без разлика како да звучи, јас го знам тоа, дека луѓето не сакаат да дискутираат тоа. Не е тоа нешто што воопшто мене ме интересира, знаете? Нема врска, јас мојот живот нема врска со тоа. Втора работа што медиумите како такви воопшто па не ни пробуваат во однос на некаква кампања да се створи, значи како што имаме различни кампањи за образование, за аборту, за седе нешто така, да се створи кампања за информирање, кај што луѓето сакале или не ќе мораат да слушнат. Така, Значи, кампања само околу 1 декември, еднаш во годината, на светскиот ден за борба против СИД. И тие што не сакаат да слушнат, знаете како тоа менуваат канал. Воопшто не го слушаат тоа. Значи пред да влезам тука еден дечко прашуваше друг дечко и као, а што е тоа ХИВ? Па не е СИДА. СИДА и ХИВ тоа не е исто. Значи луѓето немаат воопшто ни основни познавања што е ХИВ вирусот, која фаза е СИДАта. Мислам дека целиот проблем генерално потекнува од сите овие работи кои што ги спомнав. Непознавањето, тоа што сме таква земја каква што сме склонни да дискриминираме. Дури и оние кои што мислат, еве јас себе си се земам за пример, кои што мислат дека се многу информирани, кои што читаат и сакаат да се информирани, јас пред да бидам активно вклучена во ова, не знаев 90% од темите, јас воопшто не ги познавам. Значи, прво, никогаш не сум сретнала ни на телевизија некој од Македонија да каже, да излезе и да каже, да, јас сум ХИВ позитивен, тоа е мојата приказна. Значи, проблемот е истиот. Дискриминацијата на... Значи, што би се случило кога тој би излевал? Првото нешто што ќе се случи, ќе биде изолиран. Памтам една приказна, не знам дали сите вие памтите, ја гледав на телевизија, може би, сигурно има 10 години, за еден ХИВ позитивен од Прилеп, кој што излезе и беше буквално, не знам како да го наречам тоа, заробен во својот стан, не смееше да работи, не смееше, буквално умира луѓето за глад, значи децата и тој, бидејќи не сакал никој ни да му донесе јаден. Па сега вие зашто зборува. Да. Дали би комуницирале со лице кое што знаете дека има ХИВ? Зборуваме, да речеме, сосед, дали би пиеле кафе со него, дали би го примиле во вашиот дом? Или да одиме чекор подалеку? Би живееле ли со лице кое што има ХИВ? Имале ли дете? Таква личност. Петар? Прво добро вечер. Светот го загуби Фреди Меркјури, како еден од примерите на луѓе кои што умреле од СИДА, ама ова што вечерва се случува овде е токму во насока да тоа не се повторува. Има и начин како. Краткиот одговор на твоето прашање би бил да, ама чувствувам обврска дека морам да дообјаснам за да тоа се не звучи декларативно. Вечерва ќе споделам со вас некои мои интимни работи од мојата најблиска околина, затоа што сметам дека само така најпластично всушност можам да го доловам целиот тој момент на мои интимни случувања и како јас се однесувам кон луѓе кои што имаат ХИВ. Еден од моите најдобри пријатели, кој што е стрейт, е ХИВ позитивен. Тоа дека е стрейт, мислам дека не е многу битно, но чисто мислам дека ќе помогне во она стигматизирање дека ХИВ се врзува исклучиво со еден тип на сексуалност, дека е тоа маргинализирана група, интравенски корисници на дроги и слично. И кога ќе ви дораскажам приказата, всушност ќе сватите дека ако верувате дека исклучиво ХИВ е повторно поврзан со ризично сексуално однесување или луѓе кои што често ги менуваат партнерите, не. Тој пред да стане ХИВ позитивен беше еден од највелико воспитаните кога е сексот во прашање. Редовно користеше кондом, проверки, грижа за собственото здравје и се зајуби. И тука беше главниот проблем и верувате дека најголем дел од луѓето кои што ги познаваме за ХИВ позитивни, вирусот го добиле преку својот партнер или партнерка, сметајќи дека кога ќе се заљубат, ќе запознаат некоја девојка или дечко, некако довербата доаѓа само по себе и после 1 или 2 месеци од тоа луда љубов и слично, тотално ги губат сите рационални причини и разум. Оно што рекавме пред малку, луѓето прават глупости, па затоа се пренесува ХИВ. Јас се сложувам. Запозна девојка во која што лудо се влюби и таа во него и после 2 месеци почнаа да имаат почнале да имаат незаштитен секс, без да знаат дека девојката е ХИВ позитивна. Не дека таа не му кажала, туку незината негрижа кон сама себе и незиното нетестирање доведе до тоа да двајцата во еден момент сватат дека се ХИВ позитивни. Тоа е на антиретровирусна терапија. Дури кога поминуваме долго време заедно, јас сум тој кој што
го прашува се напи апче, затоа што претпоставувам, знаете, тоа треба да биде секој ден во истото време, обвезно треба да биде со храна и тоа е се. И убава беше преска една реченица која што мислам дека докторката ја кажа, или Тања ти претпоставувам со кошаркарот, знам дека имам ХИВ само еднаш или два пати дневно кога земам терапијата. Претпоставувам дека, нели, овој пример најголемо покажува дека ако верувате дека никогаш не сте имале секс со ХИВ позитивна личност, или ако верувате дека сте заштитени, или ако верувате дека не познавате некој кој што е со ХИВ, грешите. Не знам како ги замислувате луѓето со ХИВ, дека се као ние сликите с полузомби, полумртви луѓе кои што се живеат, не. Оние кои што на време се тестирале и почнале со терапијата во момент кога тоа требало, нема да ги препознаете. Тоа исто како дали ќе препознаете сега некој дали има дијабетес или има некаков почетен стадиум, не да Боже, на рак. Вториот пример кој што сакам да ви го раскажам е исто доаѓа од мојата околина, двајца мои многу блиски пријатели, кои што се геј капл, живеат заедно повеќе од 10 години, едниот од нив е ХИВ позитивен, другиот не е. Пред воопшто да започнат никаква врска, едниот од нив знаеше дека е ХИВ позитивен и му кажа на вториот, кој што тоа го прифати без никаков проблем. Првиот кој што е ХИВ позитивен е на антиретровирусна терапија и лекарите ќе ви кажат многу поопасни се оние кои што се ХИВ позитивни, а не знаат, не се тестирале, отколку оние кои што се, а се на терапија, затоа што антиретровирусната терапија толку на ниско ниво го симнува нивото на вирусот во телото, што да не шпекулирам малтене, ако имате заштитен секс и партнерот со вас води грижа околу тоа, шансите да се премисли се сведени на минимум. Тие двајцата живеат 10 години заедно, имаат редовен секс, понекогаш дури и без кондом, ама ајде тоа нека биде наша мала тајна, внимаваат, редовно се тестираат и немаат никаков проблем. Сега наскоро, колку што е, барем јас така очекувам, наскоро ќе имаат и трет член во семејството. Еве, тоа беше моето да, имам пријатели, блиски и познавам многу луѓе кои што имаат ХИВ и живеат со тоа. Некој од нив се мој најдобри пријатели. Сигурна сум дека и тука сите од публиката запознале некој кој што има ХИВ, само не знаат, тоа што некој е малку дебел, не значи дека нема ХИВ, така да речем. Како? Ќе разбиеме предразсудите. Ивкица, дали мислиш дека лице кое што има ХИВ, уште при првата средба треба да го каже, јас имам ХИВ? Не дотолку при првата средба да каже јас имам ХИВ, но мислам дека генерално е убаво од двете страни да постои еден искрен однос. Мислам дека живееме во средина каде од двете страни постои голем страв, и од оние кои се и оние кои не се ХИВ позитивни, и тој страв не прави затворени сите подеднакво. Тие живеат во голем страв и паника, сосема оправдано, тоа што ќе им се случи кога ќе дознаеме ние дека тие се ХИВ позитивни, или ќе нашата неинформираност, незнаење и стравот од тие луѓе како ХИВ позитивни не прави да едноставно имаме таков игнорантен однос кон нив. Кога биле отворени двете страни, кога ќе имам искрен однос, кога јас ќе немам предрасуди, кога ќе знам, ќе бидам добро информирана што може да ми се случи, односно како можам да добијам ХИВ вирус, и со тоа сум подготвена и покриена, и мое веќе нели видување на нештото дали ќе сакам да направам глупост, условно речено или не, дали ќе имам незаштитен сексуален однос, дали ќе стапам воопшто, дали ќе сакам да стапам во сексуален однос со тоа лице, тоа веќе станува нели право избор мој. Негов право и избор било, односно било многу убаво да биде искрен и отворен и да каже во одреден период, не може вие со секој еден што може би не се запознавате, условно речено вечерва само на во град сосема случајно и водите некој разговор и дискусија да ви пристапи и очекувате да каже јас сум ХИВ позитивен, апсолутно нема потреба од таков момент, но ако се продлабочува тоа пријателство или комуникација и прераснува во, односно оди кон тоа да зборуваме прерасне во љубовна врска, сметам дека многу е искрено, односно е многу фер да бидете искрени во тој однос. Затоа што таа недоверба и тој нефер однос прави да уште поголема биде паниката, уште поголем биде стравот и континуирано да се случуваат вакви фрапантни бројки кои ние сега ги доживуваме. Кога ние јавно ќе бидеме отворени, ќе може да дискутираме, кога нашите деца, потомци ќе бидат информирани за тоа што е ХИВ и како се добива, кој се може да го добие на каков начин, а тие другите нема да се стигматизирани, ќе може да работат, ќе може да бидат во нашата околина, нема да ги гледаме бледо и црно, нема да ги тргаме настрана, нема да биде проблем да им земете пари во продавница во молом или да дојдат да си купат храна, тоа е страшно, тоа е на ниво на
не знам која земја или не знам каде тоа може некој така да се однесува, важиме нели за доволно информирани, за голем број на интелектуалци во нашата земја, луѓе кои што патуваат често во комуникација со светот, докторката спореди бројка кога ние сме го добиле вирусот во нашата земја, тоа е исто една интересна ситуација да само по неколку години во светот, една мала земјичка како нашата некаде каде што мислиме дека ништо да не допира, вие добивате веќе заболени луѓе од вирус. И јас не би удела на тоа дека треба ние сега да ги прозиваме по име и презиме или да ги ставиме на тапет, но можеби треба од двете страни помош и од другата страна да можат луѓето да најдат начин да излезат и да проговорат за нивната состојба, да излезат да спомнат сили и храброст, да излезат да си ја кажат својата состојба во одредена ситуација или момент, притоа не чувствувајќи страв од тоа дека тука нивниот живот завршува. Бидејќи мора да се борите во секоја ситуација во животот, во секоја состојба која може да вас најде, мислам дека многу е важна борбата, храброста, упорноста и истрајноста. Ајде овој разговор да продолжиме во оваа насока. Румена, кои се факторите кои што ти го прават социјален проблем? Да, значи, веќе слушнавме колку е само медицината отидена далеку во третманот на лицата кои што живеат со ХИВ. Значи, достапноста до антиретровирусната терапија, остварување на она исконско право на жените да имаат нели здраво потомство без ХИВ. Од друга страна, што се случува со социјалните проблеми. Јас како професионалец, а веќе и доктор Милена нешто спомна, не знам дали постои друга болест на која што при соопштувањето нели кај пациентот кога прво би прашале дали другите ќе дознаат. Значи, без разлика која друга здравствена проблематика да ја земеме, секогаш и текот на болеста, третманот, лекувањето. За лицата кои што нели се откриваат како ХИВ позитивни, првото прашање е дали сите ќе дознаат за мене. Ова од друга страна нели води кон многу автостигма, лицата ги менуваат начините како се перцепираат сами себе, интеракциите со другите, како да стапиме во интимна релација со лице кое што го знаеме за прва вечер. Ако му кажам после 3 месеци од запознавањето, нешто што спомна Живкица, каков ќе биде неговиот фидбек од другата страна, во смисла зарем ти требаше 3 месеци да чекаш за да ми кажеш за ова. Стигмата и дискриминацијата секако се најголемите социјални проблеми. Мислам, се соочуваме и со кампањата "Смени ги предрасудите", информирај се и сето тоа, меѓутоа луѓето за жал денеска се уште се соочуваат со одбивање на здравствена услуга, социјална услуга. Луѓето се плашат да им соопштат дома на блиските затоа што не знаат како ќе изреагираат, дали ќе ги натераат да храната ја сецкаат со ракавици или не. А камо ли на работодавецот? Како работодавецот ќе пристапи на едно лице, како ќе го заштити од осудата на неговите колеги, доколку постои како така. Значи, повторно стигмата и дискриминацијата се најголеми социјални проблеми. Исто така посочивме од неколку слайдови дека имаме голем број на луѓе кои што се откриваат во една доцна, тешка фаза од инфекцијата. Тоа само по себе води кон една, нели да речеме, пократка или подолга хоспитализација, лежење во болница. Економската страна тука е многу битна, затоа што луѓето осиромашуваат во тој временски период, се економски зависни од некој, а неретко не се осмелуваат да ја соопштат таа информација на блиските или на некој кој што може да им пружи помош и поддршка. Значи, економската страна е исто така многу битна како општествен и личен социјален проблем. Мене посебно ме интригира прашањето на образованието на деца кои што живеат со ХИВ. Дали некоја градинка би прифатила да во своите јасли, во својата група интегрира дете кој што живее со ХИВ, како другите родители нели ќе реагираат на тоа, што понатака доколку го надминеме тој проблем, дали нели понатака образовниот процес сам по себе ќе го прифати тоа дете. Значи, се сведува на тоа дека луѓето се плашат од таа социјална изолација, од таа социјална смрт, нели, која што веќе ја спомнав. И јас верувам дека многу од луѓето кои што вечерва се тука очекуваат, нели, дека оној слоган кој што идеше за најавата на овој настан, дали сте разговарале со лице кој што живее со ХИВ, да нели овде излезе некој лице и каже да, јас сум ХИВ позитивен.
Меѓутоа, доколку не обезбедиме една безбедна средина во која што луѓето сами ќе можат да се отворат прво на блиските, на колегите, на пријателите, на семејството, на партнерите, па потоа на општеството, мислам дека е прерано за тоа. Што можеме ние, јавните личности, да направиме во врска со развивање на овие предрасуди? Петар, Јас мислам дека можеме да направиме многу, но тоа многу да не биде само некаков муабет, само пренесена порака. Мислам дека ние со самиот наш лајфстайл, со начин на живот можеме да оставаме порака како луѓето да се грижат за собственото здравје. Она што можам да ти го кажам, а го правам јас е да не чекам 1 декември да зборувам за превенција од ХИВ барем во својата емисија, тоа го правиме барем еднаш месечно за културата за користење кондоми, грижата за собственото здравје. Еве, например, јас и покрај тоа што да речеме немам ризичен сексуален однос никогаш, многу водам грижа околу тоа, исто и сметам дека исто како што автомобилот го носиш на 10.000 километри на редовен сервис, самиот себе треба да се однесеш на еден редовен сервис еднаш или 2 пати годишно, затоа што и да се случува моето тело, ја сакам да знам. И 2 пати годишно, например, јас правам комплетна проверка на мојата крв. Тоа не вклучува само ХИВ тест, тоа вклучува, не знам, проверка на тумор маркери, триглицериди, состојба од секаков тип во крвта, затоа што просто сметам дека она што на време се препознава може да се лечи. Тоа е исто како кога ве боли зап, водењето на забар. Ако вие дојдете до фаза во која што имате толку голема болка која ќе дојдете на забар, ќе ви го извадат. А ако, например, редовно одите на некаква проверка и најмал почеток на кариес може да се залечи. Тоа е исто со секаква болест. Конкретно во оваа ситуација со ХИВ, сметам дека е малограѓански, да си сексуално активен, а да сметаш дека тоа живее таму некаде. Епа, guess what? 2013 година видовме табелата пред малку, има најмногу, или 12-та беше последните податоци, најмногу нови случаи на ХИВ во Македонија. Сметам дека тоа се должи на многу поголема отвореност на земјата кон светот. Ако пред тоа сме биле позатворени, не било по-скапо да патуваме, не сме го правиле тоа толку често, сега имаме Wizz Air. Сега секој за 20 евра може да патува било каде. Од друга страна, немаме навики. Немаме навики на купување кондоми. Срамни од тетката во супермаркетот или во аптеката. Тоа е малограѓански. Немаме навика да го ставиме тој кондом. Немаме навика да имаме заштитен секс. Сега замислете ги тие наши ненавики во свет каде што процентите на ХИВ заразени луѓе е многу поголема. И трендот кој што докторката пред малку го каже, трендот кој што не чека. Ако се однесуваме нели така безгрижно околу тоа дека ништо не се случува. Оно што ние можеме само да го направиме е дека нели можеме само да покажеме, можам да зборам за себе. Мојот тест од пред 10 дена е негативен, фала Богу. Не можам да кажам дека тоа ќе биде така до крајот на мојот живот. Можам да кажам дека ќе ветам дека нема да имам сексуално ризично однесување, дека ќе имам што правам, ама никогаш не се знае. Никогаш не знаете дали можете некого да запознаете баш во тој момент кога е најмногу инфициран и кога процентот на вирус во крвта е највисок, како што пред малку го објасни тој докторката. Тоа е најризичниот период во кој што може да го упаднете во сексуален однос со некого, каде што концентрацијата на вирусот во крвта и сите други телесни продукти е најголема. Па, еве, не најавуваме апокалипса сега, ама просто мораме да ги менуваме навиките и да сватиме дека ако сме сексуално активни, една од работите кои што треба да ги правиме да направиме тест на сексуално преносливи болести, да направиме ХИВ тест и да изградиме култура. Како се прави тоа? Ако не на оваква една дискусија, google.com. Живкица, се согласуваш со? Да, генерално да, дека пред се почнува се од нели самите нас, како индивидуи, како се однесуваме, значи дека ќе имаш таква одговорност и однесување кон останатите. Тоа е оној почеток, моментот кога ќе знаеш кон себе како да се однесуваш и се почитуваш на крајот на за себе си, ќе имаш почити за останатите. Тоа е првиот момент, како јавни личности, кога ќе зборуваме нели нашата улога во општеството и така натаму, сметам дека од големо значење и тоа како да се прават почесто, не само емисии вакви нели трибини, да се работи на сите проблеми кои практично го прават, ја прават
ХИВ и сидата ја прават проблем на живење во нашето општество. Значи, не е само 1 декември го чекаме, па ќе се викнеме, ќе се собереме, ќе кажеме по неколку работи, ќе ја кажеме тенденцијата, порастот, бројките и така натаму. Толку се заразени, не сме информирани, ќе се информираме добро, ќе направиме што ќе направиме, немаме сексуално образование, децата не се информирани, некако имам чувство дека поприлично медиумски тука застанува се. Што рече Кристина? Добивате по некоја информација, кого не го интересира или не го допира повеќето, значи се исклучуваат или не го пратат тоа, бидејќи тоа не може никој да им се случи, тие живеат еден нормален живот, не ги интересира се сите други што прават, освен нив самите. И тука е завршена приказната, нели? Ќе се изборуваме ние за Јанко и Станко, седете си мирни и не допирува нас. Колку повеќе им ја сервирате информацијата, почесто секојдневието како информација, како податоци, бројки, начин на заштита, како може да се прегледаат, каде да се прегледаат, тоа нели ќе влезе некаде во нашите мозочни кели и мислам дека ќе почне вилбите да се работат и да се прават место за да ни стане веќе тоа навика и дека не е тоа срамно, дека не е табу, дека не го чекаме декември само да зборуваме за темата. Дека сите ќе си почнеме од дома на децата, доколку го имаме ние сексуалното образование во училиште, но одговорности тука се гледа нели како родители, да се ги последувате веќе кога децата стануваат поприлично свесни за своето тело, за сексуалните потреби, кај нив се будат тие желби. Сведоци сме дека веќе еволуција има голема и дека децата многу рано почнуваат да се интересираат и да се го запознаваат собственото тело. И смешно е тоа што се случува вие да го игнорирате дали тоа како момент и децата да сами дојдат до некакви сознанија или ајде сега нема да ме прашуваш глупости и така натаму, кога вие ќе си ги седнете децата ќе знаат дека треба да користат кондоми, дека постои ХИВ, дека постои СИДА, дека тоа и тоа, дека ако веќе стануваш сексуален активен, сакам да знам, треба тоа да знаеш, да си одговорен кон своето тело, да си одговорен кон општеството, тоа веќе прави едни други генерации. Прави една друга генерално ми се чини на друго ниво на размислување кога ХИВ-от е прашање, а кај нив лежи можеби нели одговорот делумно за тоа како ќе се намалуваат тие бројки на крајот на криштата вака низ годините кога ги правиме овие паралели без игнорирање и отворено зборување на овие теми. Кога е доволно рано, а да не е доцна, за да се почне со сексуална едукација и дома и во училиште? Мислам дека никогаш не е прерано да се почне со сексуална едукација, бидејќи човекот е сексуално битие. Значи, смешно е ние да го негираме и да го игнорираме тој сегмент, бидејќи тоа е основната карактеристика на човек. Мене таа тема за сексуалната едукација особено ме интригира и ме интересира и во еден сегмент ме револтира, затоа што гледам дека има интерес да има веронаука, а не гледам се уште иницијатива да има сексуално образование, кое што мислам дека не само што е многу важно, туку дека и најважно, бидејќи како што кажав, тоа е основа карактеристика на човекот е сексуалноста. Не можеш ти на едно дете кое што на 12 години, значи збориме за веронаука кое што е изборно, нешто така можеме да веруваме и да не веруваме, збориме за нешто кое што не е изборно, просто го поседуваш како така. Значи, мора тоа дете да ги има основни информации за своето тело, за тоа што ќе му се случи, за тоа што не секој родител како Жиле и како тебе, како мене ќе седне и ќе си прави муабет со детето и ќе му објасни што ќе му се случи. Мислам дека сериозно мора да се дискутира на таа тема и да се потегне тоа прашање и да се имплементира во образовниот систем, бидејќи многу големи жртви можат да се случат ако тоа не се направи. Значи жртви се и сите оние кои што сега имаат кои не се информирани, имаат предрасуди кон ХИВ и кон СИДА и немаат поима што се случува, затоа што не секој родител може тоа да го објасни, така. Затоа е тука образованието кое што баш така се вика, нели, за да ги образува и да им каже што ќе им се случи и така. Да, кој правиме околу сексуалното образование, да имате бројки во последно време, јас и околу емисијата чекајќи, нели, барајќи теми и така натаму, веќе ми се отвараат сосема нови видици и сваќаш дека не се односно сме затворени генерално во нашиот свет, во нашето окружување, семејството и начинот на кој ние сме се го одбрале да се го живееме, она што нели ни е најблиску до нас и тука сме најмногу информирани, сето она што е подалечно ни е нешто недостижно и кога добиваш информации или ќе се обидеш да добиеш информации, добиваш шлаканици кои те освестуваат. Па каде живеам јас, ја ова не го знам, ова постои, ова е наше секојдневие. Да не го расширувам муабетот, ми беше конкретно на тема околу малолетничката бременост и абортусите кои ни се случуваат во последните неколку години. Тоа се страшни бројки. Ви имате многу зголемен број на девојчиња кои имат абортус во период од 13, 14 и 15 години.
Значи границата е симнат. Тоа е Тоа е малку, да. граница. Тоа е страшно и треба да и тоа е уште еден сигнал и уште еден аларм кој треба да биде тоа многу голем и така гласно и јасно кажан, бидејќи се работи сепак за навистина обсемнување на границата и веќе влегување на децата во сексуални односи, а ние треба да се криеме или да не зборуваме, да се правиме на удрани кога ХИВ и СИДА е во прашање. Петар, само ако смеме една Може реченица. Не ни е Реган председател, знаеме како тој се однесувал во Америка при првиот бран на ХИВ во 80-тите. Очигледно дека ни е нужно сексуално образование, да не ни учат децата од порно филмови од улица што е секс и како сексуално да живеат, затоа што и не знаеме на кои порно филмови ќе налетаат или не знаеме какви другари ќе имаат на улица. И мојот глас е за сексуално образование и од друга страна, ако сте родител, стварно, оно што го кажа и Жиле и Кристина пред малку, глупо е на детето му кажете, не се прашува за тоа. Јас не сум учел од своите родители, просто не ги окривувам, него просто сметам дека се таква една генерација која што живеела спакувана во некаков бункер од табу и сметале дека ете, ние самите ќе си го најдеме патот, ама живееме на почетокот 21. век и работите кои што се пикаат под тепих нема да останат таму, после кратко време ќе станат слон. Да не го дозволиме тоа. Пред малку подискутиравме за оние кондоми кои што можат да се купат, ама некако на децата им е срам од продавачката. Што може да се направи околу достапноста на овие кондоми покрај едукацијата, кој што ќе ја надмине предрасудата? Ќе почнат да ги ставаат во училиштата, онаму посебно во средните училишта, и да нема срам, нели децата ќе знаат дека се тие тука, вемувам, мислам, средно училиште се децата, пак ќе речам, кога ќе ги согледате бројките на малолетнички кои остануваат бремени, е многу страшно и многу пострашно колку да имате апарат во училиште и тие деца кои се сексуално активни, а 90 до 100% веќе се. Средна школа веќе. Да. Ќе нема предрасуди ниту срам. Слушам смеа, не се согласувате? Не верувам баш од ова како што гледам ликови. Така да, посебно не средните училишта, мора да се тргнува од некаде, ќе биде смешно на почетокот, ќе биде можеби некаде страшно, ќе има сигурно реакции од оние кои се тоа го сметаат за табу, дека не треба да го отвараме, дека не треба да се зборува јавно, дека правиме некаков грев ако ги отвараме сите овие прашања, но не, ќе се бориме, повторно ќе речам, тој страв и срам ги прави најголемите проблеми. Бидејќи не дека нема да постои ХИВ со тоа, нема вие да го спречите, туку само едноставно како што рече Петар, пикате по тепих, но потоа кога ќе излезе многу пострашно. Отколку ќе се смеат повторно, ќе рече можеби на почетокот, ќе им биде чудно на сите, но потоа нема да биде смешно, ќе биде веќе начин на живот, ќе им биде нормално на децата дека може да најдат и да земат, односно имаат веќе во училиште, дека кога одлучиле да стапат да направат чек во нивниот живот и да бидат сексуално активни, дека треба да бидат и одговорни кон себе, ќе речам, и кон останатите. Кога ќе ни се случи тоа родителите да им ги купат кондомите? Мора да почнеме со едукација и мора да почнат да се освестуваат родителите. Владењето, пак ќе речем, на бројки податоци во континуитет, малтене секојдневно, не еднаш во годината, еднаш во месецот. И тоа е малку, ми се чини. Во поголем континуитет во овој период кога не треба да ни се разбуди свеста и да станеме свесни за сите оние работи кои ни се случуваат околу нас. Тоа е тој момент, ми се чини кај мене, барем во моето размислување, дека е оној во моментов најважниот и кога државата ќе ни излезе во пресред за сето тоа, да можеме заеднички да го подигнеме нивото на нашата информираност и едукација. Румена, нова иста тема? Да, додека да дојдеме до моментот дека треба да не се случи, во меѓувреме сакам само чисто како информација, нели да споделам дека веќе се случува и бесплатна достапност на кондомите во младинските центри на Кера. Сакам да знам во советувалиштето кај нас на инфективна клиника има невладини организации кои што работат на размена или шприцеви. Значи тоа ни е основата за превенција да не дојде до ХИВ. Меѓутоа, од друга страна, може и овде пред се или вечерва сме да зборуваме за лицата кои што живеат со ХИВ. Јас би сакала чисто како сумирање на вечерашнава дебата, ако нема некои други прашања, да додадам дека ХИВ повеќе не убива, меѓутоа дискриминацијата да. Значи да не дозволиме да бидеме дел од проблемот, туку да бидеме дел од решението и нели за да следната година или таа по неа дискутираме со некој лице кој што живее со ХИВ јавно, обелоденет тој став и да видиме од нивна перспектива како тие дошле до ХИВ и како се справуваат со него.
Доколку немате некакви прашања, јас ќе ви се заблагодарам затоа што самото ваше присуство вечерва, тоа е еден чекор во надминување на предрасудите, бидејќи едукацијата е првото скалило. Пак ќе кажам, кој сака да се тестира, мобилната лабораторија е надвор и во наредните 5 дена наводно во она лабораторија може да се појде и да се изврши тестирање. Разговарајте со вашите деца, никогаш не е доволно рано тоа да го направите, едуцирајте ги, не дозволувајте сексот, кондомите да бидат табу тема. А доколку се тестирате и ХИВ тестот по некоја случајна сте позитивен, знаете дека тоа не е крај на патот. Со антиретровирусната терапија се живее, може да се има нормален живот. Ќе кажем уште еднаш дека може дури и да се имаат деца кои што ќе се родат ХИВ негативни. Ви благодарам на сите. Ќе потсетам уште еднаш дека на 1 декември, светскиот ден за борба против сидата, ќе се одржи хуманитарен концерт за кој што веќе надвор можете да купите влезници како ваша донација за лицата кои што живеат со ХИВ или се справуваат со последиците од ХИВ. Благодарам уште еднаш, да го погледнеме за крај спотот подготвен од Digital Star по идеја и во режија на Михајло Павлов. Благодарам на сите. Сите нешта во светот еволуираат. Технологијата, медицината, нашите сваќања. Јас денес живеам здраво, бидејќи постои терапија. Јас исто така можам да создадам здраво семејство. Јас не представувам закана за својата околина. Помогнете им на луѓето што живеат со ХИВ да ги симнат маските. Затоа и јалова се.